Значи, сите разбираме дека лажната религија е полоша работа отколку да не си религиозен. Сите разбираме дека ако човек е, да кажеме, ево, атеист, вика, неверен, агностик, не знам што да верувам и така натака, тој барем има шанса да почне да разговара, да го да слушне вистината. Кога човек е религиозен, тој вика, јас си знам. И ти џабе му зборуваш него кога тој си знае. Јас си имам моја вера, ти имај си своја, седи си, биди си мирен. И затоа изгледа дека лажната религија, вклучително и денешните неколку социјални движења, воки и така натака, се буквално се издигаат на ниво на религија. Но за нив нема да зборуваме сега. Библијата ни зборува за тоа многу места и затоа денеска темата или она за која сакам да зборуваме религиозен, а загубен. А текстот што ќе го видиме можда ќе ви се види малку невообичаен, затоа што смета дека треба го погледнеме ова малку поинако, на малку по-инаков начин. Лесно име на светот, велиме, да бидат привлечени во лажна религија. Ке зборуваме од Матеј 5 до 7 глава, ке спомнуваме стихови, затоа што тоа е проповедта на гората. Проповедта на гората е првата проповед воопшто запишена во Новиот Завет. И има причина зошто е таму ставена и ќе видиме зошто е тоа. Целиот свет му припаѓа на царството на темнината. Тоа ние го знаеме. Целиот свет е тука и затоа на луѓето повеќе им омилет темнината, вика, отколку светлината. Тоа го знаеме, нели, од Словото. Исус во Јован 8:34 вика, зошто не ги разбирате моите зборови? Затоа што не можете да ги слушате поуките мои. Вашиот татко е ѓаволот и вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко. Тој е човекувиот од почетокот и не стои во вистината, зашто во него нема вистина. Кога зборува лага, зборува од себе, зашто е лажливец и татко на лагата. А бидејќи вика, јас вистината ја кажувам, не ми верувате. Кој од вас може да ме обвини за неправда? Ако ли пак вистина зборувам, тогаш зошто не ми верувате? Кој е од Бога, тој ги слуша Божите зборови. А вие не ги слушате, зашто не сте од Бога. Причината зошто луѓето се привлечени кон лажната наука и лажната религија, ако сакате, е бидејќи грешниците по природа сакаат да се спротистават на вистината. Кога Исус вика, немате зашто да ме обвините, тој всушност им вика, вие гледате ја што правам, не го прифаќате. Вие викате, јас знам зошто се случува тоа. Ама да ти објаснам, немаше да ми објаснуваш, јас си знам. И автоматски те заќутува. Ти верувај си по твое, јас ке си верувам по свое. За жал, тоа е вистина и до денеска. Не се вика отпорни на лагите. Далеко од тоа. Туку само си ги следат лагите на сатаната. Воопшто не ги интересира доброто, трчаат по злото, по таткото на лагата. Затоа, значи вика, светот сака да верува лага. И затоа, она што денеска сакам да го зборуваме, зашто што е во проблем? Затоа, пак ќе кажам, најголемиот проблем денеска е како на човек што има религија да му кажеме вистината. Многу, многу важно. И јас сега сакам да го кажам следното. Мене не ми е толку важно колку човекот лесно може да заврши во лажна религија. Јас сакам да размислуваме од другата страна. Колку му е тешко на човек да ја прифати вистинската религија. Користам религија за да можам да ги изедначам, од ќе рече јас немам религија, јас имам вера, ние викаме да, ние сме верни. Религија како генерички термин, сватете го, ќе ги менувам религија и вера. Не е исто. Религија е кога човекот сака да му се приближи на Бог, вера е кога Бог го бара човекот и тој одговара. Ама, ајде ги оставиме сега тие разлики, тераме се е религија. Да имаме изедначено, секој да не разбере зашто зборува. Многу е лесно да се следат лагите на сатаната до пеколот. Многу е тешко да следиме Божјата вистина до небото. И тоа се зборува на многу места во Новиот Завет и сакам да го погледнеме тоа заедно. Сега, во Матеј 5 глава до 7 глава, тука имаме една проповед која нарекуваме проповедта на гората. Таа проповед на гората е многу убава, многу интересна и многу луѓе ја сакаат затоа што е многу морално. Сврти го другиот образ, нели, извади го окото ако те соблазнува и така натака, нели, тие работи се сите викаат така е, треба да си чесен, да си, ако некој бара 1 милија, оди 2 милии, блажени се тие, блажени се овие, блажени се тие, блажени се тие, супер, сакаме блаженство, сакаме се да биде. Ама тука има една многу интересна нишка, која е и мене со моите години во христијанство ми требаше време малку да ја едноставно, што викаме Господ да ти ги отвори очи да ти светне, и сакам да направиме еден контраст меѓу лажната и вистинската религија. Ама она што мене ме шокираше и она што сакам вас да ве натера да почнете да размислувате е следното. За мене најголемиот шок дека лажната религија за која се зборува тука е всушност заснована врз Библијата.
Како? Така фино. Пред кој зборуваше Христос? Пред грците? Што има милион богови? Не. Пред кој зборуваше? Зборуваше пред евреите, така ли? Евреите, што го има оној стар завет, што јас и ти денеска го читаме и го взимаме како Божјо Слово. Вистина? И сега Исус им се обраќа на нив и всушност им зборува дека нивната религија е лажна. Шокот за мене овде е дека до ден денеска имаме ние многу, хајде да кажам, христијански религии во светот, ако и така смеам да ги наречам, кои се лажни. Да не одиме далеко. Сите вземете и Јеховините сведоци. Вика, и ние се базираме на Библијата. А се култ. Земете било која државна религија на крајот на краиштата. Земете ги, не знам, римокатолиците на еден крај во светот, православните на друг крај во светот, протестантите на трет крај во светот. Мисле дека секој протестант христијанин во Германија, Америка и Англија е верник човек, новороден, обратен? Или секој православен или секој римокатолик? Поентата тука на Христос, ако грешам, простете ми и нека Господ ми прости, е дека ние можеме Библијата да искористиме да имаме лажна религија. И имајќи ја Библијата, колнејќи се во Библијата, да завршиме во пекол. Јас имам своја вера. Супер. Ама каква е да видиме што значи тоа и како оди натам. Зошто го спомнувам ова? Затоа што лажната религија може да ја наречеме јудаизам, да ја наречеме христијанство, во било каков облик ако сакате. Ама Христос тука им зборува, пак и се вратам на тоа за да се да се докажем себе си ако смеам на тој начин. Христос тука им зборува на луѓе кои викаат ние имаме слово, ние имаме Библија. Се што правиме е библиски базирано. Нема црква која се нарекува христијанска во светот, како сакате речете, што ќе ви каже ние сме христијанска црква без Библија. Нема. А од друга страна, гледате дека целото учење, се што се случува е небиблиско. Како може тоа? Па може изгледа, очигледно. И затоа Исус така сметал дека првата проповед што ќе ја стави во Новиот Завет, ќе биде точно за овие опасности. Гледате што викам во Матеј 5:20, зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно. Тоа е првото. Што сака да каже? Сака да каже дека овие тука, книжниците, фарисеите, тие продаваат старозаветна религија. Тие вика, ево, ние сме тие што држиме старозаветната религија. По дефиниција, ние сме најдобри. По дефиниција, ние знаеме што веруваме. Само ние и никој друг нема. Имаме Божјо откровение, тоа Божјо откровение е за нас и ние одиме и живееме по него. И он вика, супер, ама, ако вашата праведност на сите тука собрани не надмине нивната праведност, што мисле дека се 100%, ти никогаш не можеш да завршиш вика во небото. И прашањето што се поставува е колку совршен треба да бидеш да заслужиш да одиш во небото. Ке сакаш да отидеш во небесното царство, вика Исус, биди совршен. Колку што е вашиот Отец небесен. Биди совршен колку Бог. Тогаш имаш вистинска религија. Живеј како што треба, биди совршен како Бог, ќе завршиш на небото. Ништо, никој не ти треба. И тогаш зборувај си што сакаш. Ама пусто не било така. Било многу тешко и фарисеите многу добро и многу брзо сватија дека не можеш да бидеш совршен како што е Бог. Тоа многу убаво го разбра и они и затоа ова ги залепи. Цела оваа проповед точно зборува за таа лудост, ако смеам да ја кажам. Затоа што во 5:8 како што рекол вика бидете совршени како што е совршен вашиот Отец небесен. Ајде да те видам. Сакаш да заработиш спасение, биди како Бог. Тогаш Бог нема проблем да те приме. Ама знаеме дека тоа не е можно. И затоа од 5 глава 1 стих па се до 12 глава, до 7 глава 12 стих, имаме еден голем контраст на таа лажна еврејска религија, ако смеам да кажам, со религијата на Исус. Или ако сакате религија на дела, наспроти религија на вера. Направи за да се спасиш или верувај за да се спасиш. Ама, како ќе одиме денеска низ текстот, ќе видите дека многу работи што покажуваат дали сум вистински верник, ќе се видат по тоа што го правиме, а не по тоа што го зборуваме. Од изборувањето е некој пати или често пати ефтина работа. Значи, шо вика он? Сакаш да бидеш како Господ? Фино. Тогаш биди тажи за гревот, биди кроток, биди понизен, биди гладен и жеден за праведност и така, биди чист по срце, биди миротворец, направи ги сите тие ствари. Ама, затоа на крајот, во последното предупредување Исус вели вака:
Во Матеј 7 глава 13 и 14 стих. Влезете низ тесната врата, зашто широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст. И мнози наминуваат низ нив, а тесни се вратите и тесен е патот што водат кон живот. И малкумина ги наоѓаат. Ние сите зборуваме широката и тесната порта, знаете. Нели? Таму, од едната широка, тесни, така натака. Ајде да видиме од прилика што тоа ќе ни значи нас. Поентата овде е дека е многу тешко за грешникот да излезе од канџите или од лажите на лажната религија. Многу му е тешко да излезе од таму и да ја најде вистинската кога ја влезе. И неколку работи има тука што се спомнати всушност, верувале или не. Прво вика дека многу тешко не е веднаш видлива вистинската врата. Религија. Црква. Супер. Која е вистинската црква? Ке ве праша. Онаа што го проповеда Христос. Како да знам дека е таа? Па морам да влезем да видам што се проповеда внатре. Тоа е реалноста. И откога ќе прошеташ малку, ќе видиш различни врати кога ќе чукнеш, кога ќе разгледаш, по Божја милост, преку Божјиот Свети Дух, Бог ќе ти каже ова е вистината. Што ќе направиш со неа после, тоа е друга работа. Значи, и откога ќе влезеш плюс преку вратата. Не знам дали сте размислувале за ова. Патот од таа страна вика тежок. Ево гледате што вика. Тесен е патот, пишуваше, да се врата. Тесен е патот што води кон живот, малкумина го наоѓа. Откога ќе пројдеш од другата страна, не очекувај дека секој ти биде мазно. Во овој свет ќе имате проблеми, не се секирате, јас со вас, тоа го рече Исус нели на едно место. И сега што испаѓа тука? Вратата е тешка за наоѓање, вратата е тешка да поминеш низ неа, патот е тежок за одење. Тоа е вистинската религија. Тоа е вистинската вера. По аналогија, ако треба да кажам, значи секој лесен пат, дигни рака, спасен се и готово, е лажна религија. Така испаѓа. Само доаѓај си редовно на црква, само тоа, лажна религија. Само запалија свеќата, слави си празник, лажна религија. Така испаѓа тука, некако. Во Матеј, 5 глава таму, надоле, зборува дека многу малку луѓе ќе го најдат вистинскиот пат. Не само што многу малку луѓе ќе го најдат, туку ќе има и такви лажњаци, пророци кои ќе доаѓаат и ќе не бутаат на страна. Вика, пазете се од лажните пророци кои доаѓаат во овчја кожа, однатре се волци грабливи. Како ќе ги препознаеме тие лажни овчари што доаѓаат и тие лажни пастири? Што пише? По нивните плодови ќе ги познаете. Лажна наука е исто така, ти само верувај си, не е важно што правиш. Ама твојот живот не покажува кање, нема веза. Главно ти си рекол, јас сум спасен, сум се молил, сум дигнал рака, сум поминал 5 чекори, сум направил нешто, сум се крстил, тоа значи јас сум спасен. По плодовите ќе ги познаеме. А плодот на духот е, и има еден цел список. Ако се сеќавате. Ќе погледнеме, значи, ако некој е спасен, вика, а нема плодови, што правиме? Размислете. Што правиме? Молам? Се фрла во оган, значи не е спасен. Значи таму натака оди работата, таму прави муабетот. Повторно, сакам да ве подсетам. Ова не е споредба на јудаизмот со исламот. Ова не е споредба на јудаизмот или христијанството со источните религии. Ова е споредување на христијанска црква со христијанска црква, на верник со верник. На двајцата викаат имам Библија, двајцата викаат ја верувам Библијата, а двајцата се на две различни страни. И одат на две различни места после смртта. Тоа беше за мене шокантно во овој текст реално. Ајде да видиме што има тука во овој текст. Прво, од 21 до 23 стих во 7 глава зборува за една исповед на верата која е само на зборови. Луѓе кои викаат јас сум верник, само со зборовите. Од друга страна пак, ни се кажува 24 до 27 стих од 7 глава исто, дека има луѓе кои само интелектуално го знаат Евангелието. А тоа никогаш, на ниеден начин, не направило, ама баш никаква промена во нивниот живот. Значи, ниту вербалното изјавување, јас сум верник, не го спасува човек, нити интелектуалното знаење го прави верникот спасен човек. Нити едното, нити другото. Има нешто повеќе. И знаете што е тажно овде? Има еден збор што вика мнозина. Има, вика, многумина што се заблудени, што мислат дека се направиот пат, вели, а всушност не се. Не е тоа што го викаш, не е тоа што го знаеш, што ќе те спаси. И Господ Исус тука зборува пред луѓе кои се едноставно обсесивни за религијата. Боже, фала ти што не сум како вие.
толку пати постам во неделата, давам 10, правам тоа. Господи, види ме кој сум јас. Господ им зборува на такви, на тој што го знае законот, знае што треба да прави. Апостол Павле вика дека тие се луѓе, вика, кои имаат форма на побожност, ама ја немаат силата на спасението. И во Новиот Завет се пишува, тие не се само, вика, не ги мамат само другите, самите себе се мамат. Јас сум разговарал со луѓе кои во еден момент викаат, јас не знам веќе што да мислам за мојата вера. Што вика, сам себе толку се збунил што нема јасно што верува. И прашањето дали воопшто нешто верувал претходно. И сакаш да го вратиш назад, да почнеш да разговараш, да видиш каде. Во Матеј 21 до 23. Многу е во овој текст за мнозина. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно. Туку оној кој ја исполнува волјата на мојот Отец Небесен, исполнува, забележете го. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме и зар во Твое име демони не изгонувавме, нели во Твое име многу чуда правевме. Тогаш јас ќе им кажам, никогаш не сте ме познавале, бегајте од мене вие кои правите незаконски дела. Ова е текст кој е напишан за верни луѓе. Забележувате, Господи, Господи. А гледате грчкиот, Кириос, Кириос. Господине, Господи, јас ти давам чест. Па јас сум бил проповедник. Јас сум бил член на црква. Јас сум правил 300 чуда. Јас сум бил на молитвени состанок. Јас сум се молил демони да изгонувам. И Господи вика, не те познам. Зошто? Оти тоа што го правил било лошо? Не. Туку ти го правил без да знаеш зошто го прави. Оти го правил без силата на Божиот дух, без промена да има во срцето. Било само форма на место суштина. Кој ќе ти дојде некој на сред недела и ти вика, утре не се работи. Зошто? Оти е празник. Утре не се мрси, оти тоа било тоа. Овој период од тогаш до тогаш има пост. Слуша пред некој ден на телевизија. Од вторник до четврток. Вторник се јаде тоа, среда може тоа, четврток не смееш ова да направиш. Многу тешко за работа. Ќе се измачиш да го исполниш. Се спасив. Не, вика да не се лажем. Ама истото е овде, да не кажемо ти не е лесно помина. Ќе си идам на црква, ќе си ги знам сите фразички, секој пати, секој збор ќе ми е Божи благослов, секоја фраза во црквата што се слуша ќе ја повторам нон-стоп. Ама не излегува од срцето, нема појма од кај излегува. Човекот не го смени во животот. Вика, по делата ќе ги познаете, по плодот ќе се види што се случува. И вика, бегајте од мене, вие што правите незаконски дела. Зошто се незаконски? Затоа што ги правиме во нечие име, без да имаме неговата сила. Фалсу, лажен сум, лажњак. Не е тоа што прави. Забележите исто така, нигде во овој текст не вика, Господи, ние те одбивме, ние рековме дека не постоиш, Боже, тебе те нема. Гледате нешто такво во текстот? Не. Луѓе побожни кои што стојат спремни се да умрат за тоа што го веруваат. Ама веруваат лажно. Зошто веруваат лажно? Затоа што нивниот живот, нивните дела и нивната исповед не се совпаѓаат, не се во едно исто рамниште. Он е муавет, нели? Гледа, слушај што ти велам, не гледаш што правам. Такво нешто има на сега, верували или не. Тоа е она што не сме да се случи. Значи, како заклучок, сакам да кажам, колку и да звучи лошо, изгледа дека најголемиот број луѓе кои имаат некаква врска со христијанството, се мамат самите себе си. И ако ова не беше вистина, тогаш требаше да застанеме во Македонија, па и по цел свет да евангелизираме. Затоа што голем дел од земјите во кои христијанството се проповеда, ако не и најголемиот дел од земјите во кои се проповеда христијанството, тврдат дека се христијански земји. Така ли? Дури Европска унија, што не сака да има врска со христијанство, 12 звезди се земени од Дева Марија. Во Римокатоличката црква, што се 12 околу, нели, што се ореолот на Марија. Роберт Шуман, основачот на идејата за Европската унија, беше посветен римокатолик, например. И затоа до ден денеска викаме, Европа била изградена, цела неизина историја, цела неизина политика, цела неизина уметност, култура, гледате, на јудео-христијанската култура поставена. Значи викаме христијанската Европа. Веќе не се вика толку тоа, ама реалноста е таа. И тоа значи дека сите се верни и сите одат на небото, нели? Не. Тога значи дека мнозинството што викаат дека се господови не се. Тоа е логиката на стварите. За жал. Па прашањето е како луѓето паѓаат на таа измама? Како може некој да е толку наивен да падне на таа измама? Јас сум си роден тука, значи сум таков. Јас сум роден во Македонија, значи сум христијанин, да се родев помеѓу албанци ќе бев муслиман, ама никаде да е баш така. Ама не, јас сум така роден и така. Од старо време сме си ние, вакви или онакви. Океј, фин. Како луѓето паѓаат? Првата е,
имаат лажно чувство на сигурност. На брзина сакам да поминам. Имаат чувство на сигурност затоа што некој го представил Евангелието од прилика вака. Ако сакаш да поверуваш во Исус како Спасител, само дигни рака, кажи ми, јас ќе се молам за тебе и ти си спасен. Ќе се молам, сега си спасен, оди бркај работа. А човекот поима нема во што се впуштил, од што излегол, во што влегол. Верата доаѓа од слушањето доаѓа од Словото Божјо. Ако нема вера, џабе ќе дига раце. Некои од вас постарите ќе се сетат на некои големи собири во Скопје што ги имавме. На лизгалиште и така натаму. Колку луѓе дига раце и колку луѓе завршија во цркви. Само дигни рака, спасен си. Ајде сите раце горе, ево сите раце горе, ево сите сме спасени. И убраво. Лажна сигурност. Лажен начин, јас направив нешто и се спасив. Или се крстив, сега сум спасен. Крштевањето не те спасува. Барем оваа црква нашата не го проповеда тоа. Ние велиме, човек се крштева како исповед на верата што има, а не за да добие вера некоја си. И затоа крштаваме луѓе кои може да исповедаат својата вера. Нели? Тоа не е логиката на стварите. Затоа одиме. Второто е лажно чувство на сигурност, затоа што не сакаме да се провериме самите себе, да се испитаме. Денеска ќе имаме Господова спомен вечер. Апостолот Павле вика, испитувајте се самите себе си. Проверете се каде сте. Видете до каде како стоите. Зошто го вели тоа? Затоа што ние може да кажеме, јас сум си супер. Може сите околу ми викате, ти си супер, па јас викам, јас сум супер. Но тоа е лажна сигурност. Ако не се погледнам во огледало, ако не се загледам во огледало и да видам, да седам 10 минути да кажам како јас стојам со Господа реално. Што за мене значи верата реално? Каде е жртвата на Христос во мојот живот? Ама вистински, не онака само да видите. Вчера во коло додека возев, завчера слушав некоја си проповед од еден автор. Вика, знаеш ли дека е многу полесно вика да спремиш проповед од 30 минути отколку да се молиш 10 минути. Јас застанав и почнав да се чешкам, викам, вистина ли? Испаѓа дека е вистина. Знаете зашто? Затоа што молитвата не тера да се соочиме со самите себе си. Што бараме, што сакаме. Лесно е да спремиш нешто да го пренесеш пред другите. Тешко е со себе да се соочиш. И многу луѓе наместо да се соочат, имаат лажно чувство на сигурност. Јас сум си супер, има бетер од мене. Готово, идемо дале. Ама така е. Што има бетер? Ние одиме понатаму. Другото нешто многу опасно е фиксираност на религиозни активности. Празник, делник. Во црква доаѓање, во црква не доаѓање. Среда, сабота, недела. Ако има богослужба, мора да бидеш. Ако има некој настан христијански, мора да бидеш на него. И колку повеќе одиш, толку повеќе кредит добиваш, толку повеќе поени избираш и на крајот одиш на небото. Нема врска. Религиозната активност не може да смени верата на човекот внатре. Џабени се религиозни активности. Имаме и еден друг поглед на стварите. Јас сакам на брзина, само ќе ве оставам, размислувате ни. Знаете, некои луѓе вика, па што е фер. Јас сум добар, честен, поштен човек, христијанин, си живеам најдобро што може. Па вели да белки Господ еден ден ќе ме земе на небото кај него. Ова го решивме на почетокот, нели? Колку треба да си добар да одиш на небото? Како Господ. Бидејќи човек не може, заборавате. Ама има луѓе до денеска викаат, па не е фер Господ да ме фрли мене у пекол, па ја не сум ваков или онаков. Кажете ваков или онаков, може да му кажете дека Хитлер бил посветен римокатолик, а Сталин бил посветен православен. Дури бил и во православна семинарија. Тренирал да биде поп. А Мао Цетунг па бил атеист. А сите испод тепа милиони луѓе. Значи, религиозната припадност многу не значи ништо. Во Ирска римокатолици и протестанти се убиваат секој ден. Со години поред, па и сега па почнуваат да се гризат меѓу себе. Името ништо не значи. Човекот и оно што е внатре. Една исто така друга ствар е равнодушност кон Божјото Слово. Што значи равнодушност кон Божјото Слово? Многу едноставно. Имаш Библија, имам Библија. Читаш, нема потреба, јас си знам. Зашто јас сум си религиозен. Јас си одам редовно во црква, јас си одам редовно таму. Ајде, нема да ве срамам, ама ако ве прашам кои се последните 2 глави од Библијата што сте ги прочитале последната недела, ќе може ли да ми одговорите? Или ќе кјутите и ќе видите, па јас си читам редовно, ама глава не баше тука, таму ќе налета, ќе прочитам нешто, ќе видам, ќе направам. Христијанин кој не чита, да не може би се лаже себе сте кај вера. Ако ние викаме дека Словото е нашата храна за душата, а ние храниме, што кажува тоа? Или сме анорексични, или лажеме дека сме христијани. Кој е тој што оди во кладилница, а не проверува резултат на секои 2 минути на телефон? Кој е тој што вика дека е политичар, а не чита политика секој ден? Кој е тој христијани што не чита Библијата?
Лажниот. И после ќе дојде и каже, јас сум си верник, а читаш би, не, вие тоа протестантите, оставите вие таа работа, ти може да се забегаш. Јас си знам. И што си знаеш ако не си читал, кај научи? Ми кажа по традиција. Мајде. Ама исто и евангелските протестантски цркви. И ние имаме еден куп луѓе кои не се фаќаат до Библијата. Освен два стиха да цитират и да направат нешто, да покажат леле колку сме супер ваму таму. Оваа равнодушност е многу лоша работа, бидејќи таа води после во па што знам, кој што сака нека си верува. Библијата поучува, вика за љубов, за разбирање, Бог е љубов. Да, стварно. Ама Библијата поучува дека Бог е исто и оган што изгорува. Ова баш не е убаво. Тој дел многу не го сакаме тука. Ама зошто е тоа така? Затоа што Библијата, ако ја читаме, ќе ни каже има една врата, една многу тесна врата, само преку неја се врви. И ќе поминеш гол и бос без ништо, само ти ќе пројдеш. Многу опасна работа. Се мислев како да го илустрирам, ми текна на две работи, две слики ќе ви покажам. Сте минали низ некоја ваква врата некој пати? Обично во метро или аеродром или некоја станица, пушташ паричка, поминуваш, трак се врти како тријагълник, ќе пројдеш од таа страна. Ама не можеш ни куфер ни ништо да извлечеш. Или ај нешто поблиско, ако некој пати на времето сте ваделе виза, се сеќавате? Како изгледа вратите? Сте ги виделе пред амбасадите? Овде има шипки што поминуваат една преку друга. Не можеш куфер, не можеш торба, документите ги стискаш вака колку да поминеш преку врата. Зошто? Тоа е најблиската слика за тесна врата што може да ми текне. Ќе поминеш преку неа сам. Немој да си влечеш багаж. Немој да влечеш, чекај ти кажам, Господи, што се може да донесам од твоето царство. Не проаѓа. Или пројди сам како што си, или никако нема проаѓај. Како илустрација, не е совршена, ама блиска е тука. Овде. Ние доаѓаме кај Господа бидејќи знаеме, јас немам што да му донесам на Бог. Јас немам што да му дадам на Господа. Јас немам ништо повеќе. Јас не доаѓам кај Господа да ми го направи животот посреќен. Јас треба да дојдам кај Господа со прашањето, Боже, што сакаш јас да направам? Сеќавате апостол Павле, кога падна на патот за Емаус, вика, Господи, што сакаш да направам? Не рече, Боже, ако те примам од сега натаму, животот ќе ми биде среќен и радосен. А тој ги бркаше луѓето што го прифати. Исус и не им беше животот среќен и радосен, ги затвараа во затвор. И затоа наместо да каже сакам среќа Господи, сакам да ми дадеш $1,000,000, сакам 3 коња да ми дадеш и палата, вика сакам да исполнам твојата воља. Што сакаш да направам Господи? Нема поголема навреда, еден автор пишува за Господ, отколку ако ми викаш Господи, Господи, а не ја вршиш неговата воља. А тој вика, ти си ми Господ, а не ја вршиш. Ти си мојот учител по клавирам, а ја не слушам, ти што ми викаш што да правам. Така, драги и сестри, не оди тука. Реалноста е дека сите сме или на тесната врата, низ тесниот пат, или воопшто не сме натака. Има неколку категории на такви измамени луѓе. Сакам на брзина да ги поминам, пак ќе речем, ова сакам да е проповед која ќе ве натера да размислувате. Не да кажам се што мислам. Имате една група на површни верници, што ги викам. Површни верници се нарекуваат христијани, бидејќи веруваат во Господ, дигнале некој пати рака, неговите се христијани, ние сме христијани 5 века веќе, тука ние сме од апостол Павле христијани во Македонија и толку, ништо повеќе не му треба. Тој повеќе од тоа не знае дека е рисијанин, христијанин, некаков си таму, зошто? Заради тоа што не е муслиман. Толку е неговото знаење за христијанството. И он се смета себе си и јас сум христијанин. Тука. Не го интересира словото, Библија не видел, не го интересира да ја чита. Ако разбрал нешто, тој треба дете на крштевка да однесе, да викне поп на погреб, или пастор, или свештеник, или било што. Или за свадба, како едни што дојде кај мене пред неколку години, зашто сакате јас да ја венчам, дека вас е без пари. Не имал убедување или нешто, туку имал, сакал да се направи нешто од таму. За жал има втора група верници кои се вклучени во црквата. Тие поминуваат низ црквата и овие се оние што Христос ги нарекува плева или како. Што вика расте заедно со житото. Вика оставете ги до крајот и тогаш вика ќе се види што е што. Ќе видиме што плод има. Овие ви се луѓе кои се вика со вас, кои седат на вашите вечери, апостол Павле за нив зборува после 1 Коринќани, кои ви ги расипуваат вечерите. Ви расипуваат вика спомена вечерата и се. Зошто? Затоа што тие не се од вас. Тие се помеѓу од имаат некоја фајда, некоја полза. Така вика апостол Павле, така вика и овде во текстот во Матеј, ако го погледнете малку повеќе. За жал. Тие го знаат јазикот, го зборуваат јазикот, тоа на пак ќе речем, секој втор збор е христијанска фразичка, ама ако ќе замине од тука, ако го видиш во друг контекст, што не е црква, ќе видиш дека врска нема од ништо од она што го зборува. Животот, праксата не се совпаѓаат. За жал. Третата ви се оние
што ќе наречам класични лицемери. Знам дека не верувам, знам дека сум тука онака. Мате, ништо не ме интересира, тука сум за корист. Нема да кажат, јас сум дошол во црквата за кер, ама тие се оние кои прв пат доаѓаат во црква, ги имавме пред некој ден и првото прашање е кој ќе има вика одмор за мене. Кај да се пријавам за да додам на одмор? Тоа го чув овде пред месец дена во црква. Од човек што само што влезе брат. Чека бе друже ти за тоа да дојде во црква, се пријавиш на одмор, додиш некаде? Ама ти рече, не, јас реков дека има камп. За деца и за тинејџери, не за 17 годишни дедовци и баби. За тоа ли беше? За тоа беше. Има ти так, тоа е чисто лицемерство. Јас сум тука за кер. Се, ако го каже барем вака, ќе го разбереш, ама ако почне да го врти наоколу со библиски фрази, тогаш веќе уште полоша станува работата. За жал. Па како да знаеме кој е измамен? Како да знаеме кои се измамниците? Условно речено сега да кажеме. Како да ги препознаеме? Една листа најдов, кратка, јас малку ја дополним, вика прво, знаете кои се измамници? Луѓе кои доаѓаат во црква само барајќи чувства, благослови, искуства и исцелувања, а не продлабочување на верата. Ако јас сакам само нешто да ми се случи во црквата, наместо да се продлабочам во мојата вера и моето убедување, тој доаѓа како лажњак. Второ, луѓе кои се позаинтересирани за нус продуктите на верата, отколку во авторот и завршетокот на верата Христос. Со други зборови, јас сум дошол тука за исцеление. Па кој мислиш ке ти го даде исцелението? Па валјда Господ, преку кого? Преку Христос, супер. Може да се молиме во име Христово. Што знаеш ти за Христос? Ма нема веза што јас знам, главно не ти моли сега да се исцел. И тоа е исто начин. Забораваат дека Христос е тој што ја работи работа, јас сум дошол тука да завршам работа, пуштам 2 денари да се случи нешто. Не оди тоа. Луѓе кои повеќе ги интересираат даровите отколку дарителот. Тип на молитва, Господи, дај, ама. И јас сум ја молил. И јас се наоѓам во оваа група. Дај ми. И во еден момент се наоѓаш, викаш, добро, тоа ли е цела моја вера? Дај ми, Господи. Не оди тоа. Луѓе кои се посветени на деноминација, црква, ако сакате, религиозна група, некако вид собирање, ама повеќе ги интересира социјалниот, отколку духовниот аспект на самата црква. Зошто си тука? Ти баба ми, и дедо ми, татко ми и мајка ми биле тука. Они биле во оваа религија и јас сум тука до крајот на животот. Абе ти гледаш дека не ти пасува, гледаш дека не е во. Нема веза, тоа било кај нас традиција, така ќе биде од сега натаму. Тоа на традиционално христијанство против кое сите се бориме и никој да се искорени. Во ниедна држава, во ниедна, ако сакате, религија. Човек што не го интересира што се случува во црквата. Тој е тука затоа што на онаа клупа седел толку долго време, па има да седи до крај на животот. Патем тие се првите што се бунат кога ќе ми ја сменат клупата, зашто ми ја сменивте, јас на таа клупа 40 години седам. Па што? Тоа е оној проблем. Луѓе кои на теологијата гледаат како на интелектуална вежба. Имате многу сериозни филозофи кои ќе земат некоја теолошка вистина и расправат на неја и пишуваат многу убави теолошки расправи, ама вика јас ова не го верувам. Ама логиката на стварите ме тера вака да испадне работата. И такви, и тие се лажни. Местени верници. Луѓе кои си дозволуваат да грешат и да викаат дека благодатта го покрива гревот. Луѓе кои не се каат за гревот. Ти му викаш, абе човече, грешиш, живееш во грев во животот. Сме ги имали и кај нас. И он ти вика, ама Господ покрива се. Стварно? Да, ама оди вика, оди не греши повеќе, а ти продолжуваш да грешиш цело време. Не. Ти се каеш ли за грев? А зашто Господ ми простил? Абе, Господ ти простил, ти имаш ли покајничко срце за тоа? Лажни верници се луѓе кои тврдат дека улогата на Бог е да им даде се што ќе посакаат. Друго име во христијанска црква е Healthy, Wealthy, Prosperity Zone. Бог сака да бидеш здрав, богат и успешен. И јас сум тој што ќе му каже на Господ како ќе оди понатаму мојот живот. Господ, јас ти барам тоа и тоа. И ќе речеш, дај ми библиска основа за таа ствар. Ќе ти изведе еден стих тамо, ајде да не ги закачувам сега, да не навлеземе натаму, и ќе видиш кој е контекстот е всушност за осуда, а не за благослов. И тогаш веќе се кјути. Луѓе кои го гледаат Бог како некој што треба да ги исполни нивните желби. А всушност ние сме верни, ние сме спасени, ни вика Новиот Завет, за да му служиме на Господ. Не Господ да не служи нас. Ние не доаѓаме од црква да кажеме, Господ, ево тука сум сега во овој клуб, па сега добивам некои си привилегии. Јас често летав пред ковидот и имав доста мили на картичка, нели знаете она, има frequent flyer мили таму и така натака. И тоа ми даваше пристап да можам да влезам, да кажеме, во ние ложи што ги вика. Да не мора да дремам со цела популација, да влезам, да си седам на фотелјата, да каснам да се напијам нешто.
И некој би мислел дека тоа е црквата. Јас имам привилегија да влезам внатре тука, да си дојдам и да кажем, сега Господи, сакам ти мене да ми служиш. Наместо да дојде пред Бог и да се поклони да каже, Господи, што треба да направам јас уствари? Што ти очекуваш од мене да се случи? Да признам дека твојот пат, Господи, е најдобриот. Не мојот пат, твојот пат, твојата волја е најдобрата за мојот живот. Страшна работа ма знае се случи. Ево, гледате шо вика. Забележете го. Не секој, и ова е безумноста, сум кажал горе на празните зборови, не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Забележите го пак. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме, зар во Твое име демони не изгонувавме, и нели во Твое име многу чуда правевме? Тоа јас ќе им кажам, никогаш не сум ве познавал, бегајте од мене, вие што правите незаконски дела. Забележуваат, вика, тие ми велат мене, вика Исус. Мене ми кажуваат. Па ние тоа го правевме во Твое име. А јас не сум ве пуштал. Не да Боже, некој од нас да се најде во таа ситуација. Никогаш не сум те познавал. И во 22 стих исто вика, мнозина во тој ден ќе ми кажат мене. И тоа е супер. Господару, Господине, Господе, многу убави титули. Се е фантастично, освен основата на сето тоа. И најинтересно е во Твое име, во Твое име, во Твое име. Има една од заповедите, не користи го напразно името на Господа Твојот Бог. Јас мислам дека и тука може да се примени, мора да внимаваме малку како користиме тоа. И ние самите. Нели во Твое име, нели во Твое име, нели во Твое име. Чекај, вика, застани да видиме во чие име е тука. И затоа 23 стих е многу интересен. Вика, ако погледнете во некој потака послободни преводи, вика, јас да ви кажам сега една исповед, вика Исус. Никој пат не сум и не знаел. Шокантно. За мене барем овој текст е шокантен. Бегајте, вика, од мене вие вика што практикувате беззаконие. Знаете кој е човекот на беззаконието? Библијата го нарекува антихрист. Антихристи. Сите оние кои живеат вика во беззаконие. Тие се луѓе кои зборуваат, но не вршат. Кажуваат правилни работи. Не живеат правилно. И затоа Исус вика, ќе ми речат, мнозина ќе ми речат, сите религиозни напори се усмерени на Исус, ама од друга причина. И ако сакате едно нешто да земете од тука, што сакам да кажем, судбината ваша, вечноста ваша, не зависат од зборовите. Дефинитивно нема да зависат од вашите зборови. Затоа што стих 23, буквално зборовите доаѓаат од Псалм 6:8, да бидам искрен, никогаш не сум ве познал. Буквално така може да се преведе. Бегајте од мене, вика тука. Тие. А гледайте што вика во Ефесијаните 2 глава 10 стих. Да бележите. Зашто ние сме негова творба, создадени во Христос Исус, што Бог ги предодрил уште од порано да живееме во нив. Многу убава работа. Ќе додеме на тоа показ. И таму во Јаков вика, бидете извршители на Словото, а не сами слушатели, мамејки се самите себе си. И сега доаѓаме до 24 стих, вика од 7 глава таму. И така секој што ги слуша и исполнува овие мои зборови ќе биде како мудар човек кој си направил што? Си изградил куќа на камен. И ево го преодот. Забележите го. Не е што велам, туку што правам. Не вика еден човек каже оти градал куќа, оти ќе гради куќа. Туку си изгради куќа на камен, вика. Човекот седна, се фати за работа. Не е што ќе кажам, туку што правам за да се види Господ во мојот живот. Што ќе видат другите? Во срцето никој не ви гледа, ама делата ми ги гледат и ви ги гледат стално. И вика, заврна дожд, надојдоа реки, многу позната песничка, нели ова? Еден умен човек зидал куќичка, нели имаме од децата да пееме. И дувнаа ветрови навалија на таа куќа, но таа не падна зашто беше изградена на камен. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на глупав човек кој се изградил куќа на песок и заврна дожд. И надојдоа реки и дувнаа ветрови навалија на таа куќа и таа падна, а паѓањето и беше страшно. Вика тука. Многу интересен текст кој пак се враќа на безумните. И сакам нешто да ви кажам што знам дека го знаете, ама мислам дека ако не го спомнам ќе ви промакне. Првото е, и умниот и безумниот изгледа слушале исти архитект, слушаат исти зборови. Двајцата градат куќа. Прават исти религиозни работи изгледа. И тој вика за Господ да го прават. Очигледно припаѓаат на видливата црква.
Барем на видливата. За невидливата не зборуваме. Може би вика проповедаат, може би му се противат на сатаната, нели, против него пророкуваат, проповедаат. Вика читаат на словото, одат на состаноци, тврдат дека Бог моќно делува преку нив. Двете групи луѓе, и мудрите и безумните го тврдат истото. И христијаните, и тие што тврдат дека се христијани, вистинските, значи и лажњаците, сите го прават се тоа. Ништо страшно. Много интересно дека даваат иста исповед, исто тврдење, го слушаат и го следат Божјото слово. Тоа имаше уште еден цар во Стариот Завет, кај Езекија, ке се сетите кај што му вика Сенахериб кога доаѓа пред вратите на Ерусалим, зар јас дојдов тука да го уништам Ерусалим сам? Господ ми каже бе тоа да го направам. Господ не каже така, ама он виде малку покасно. Поентата не е што слушаат, не е што велат, туку што прават. Што прават со тоа што го слушнале и што го виделе. А бурата ќе е она што го покаже, она што е вистинско, а што не. Значи повторно, два човека. Доаѓам од детски камп, ке ми извините. Морам илустрација да користам. Едниот гради на карпа, другиот гради на песок. Двата градат куќи. Двата очигледно градат во иста област. Зошто? Затоа што кога доаѓа бурата на едниот куќата паѓа, на другиот куќата останува. Двајцата знаат што прават. Не се двајцата загубени. Се знаат. Ама локацијата е иста, па е тука. Кога ќе се види проблемот? Кога ќе почне да грми, кога ќе почне да врне, кога ќе почне водата да се качува. Тогаш се гледа каде кој стои. Дали е на петра, на камен, што карпа, на која треба да стои, или нешто друго. И сакам на брзина, многу кратко, за 5 минути максимум, сакам да завршам со тоа за каква карпа станува збор. И првата реакција е кажеме Исус е нашата карпа. Не. Овде Исус вика кој ги слуша и ги исполнува овие мои зборови. И така секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови. И за мудриот, и за безумниот. Темелот врз кој го поставуваме сето наше верување, темелот врз кој го поставуваме сето наше проповедање е Божјото Слово. Знаете зошто така вика Исус? Затоа што ако речевме на Исус, тоа е нашата карпа, ние врз него го поставуваме нашето спасение, човек ќе рече Исус го нема. Не можам да го видам, не ми зборува директно. Ама моето слово е она што останува, вика Бог. Сеќавате на задната корица последниот стих што вика во Библијата? Дека ова слово останува довек, додека Христос не се врати. Темелот врз која градиме нашата вера е Божјото Слово. Нема мрдање. Тоа е тоа. Ние мораме да застанеме врз него. Значи, што ни треба? Да го познаваме Словото, да го сакаме Словото, да го почитуваме Словото. Тогаш веќе имаме вистинско покажување на нашата вера кон Христос. Кога се што градиме е врз Божјиот збор, а не мене ми рекоа, мене ми кажа, јас слушнав или наслушнав. Еден интересен текст има тука во Лука 13, 22 и 24. Не знам дали. Ајде вака. Значи, тие што му служат на Господа, мора да го дадат максимум. Кога градите на карпа, не знам некој од вас дали кршал бетон, знае многу добро колку мака треба да се искрши. Ако е песок, лопатата и копаш дупка. Сакаш да го градиш спасението? Стегни се. Видете што рече Исус во Лука 13, 23 и 24. А некој вика во публиката, таму рече, Господи, малку ли се оние кои се спасуваат? А тој им вика, забележете го тука зборот. Борете се да влезете низ тесната врата, зашто ви велам, мнозина ќе настојуваат да влезат, но не можеш. Но не ќе можат. Или, парафраза, ако сакаш да станеш вистински верни христијани, мора да се избориш. Браќи и сестри, изгледа некој пати грешиме во нашето представување на Евангелието. Не викаме само поверувај и готово, тргна работата. И луѓето вика толку, па јас имам толку, не ми требаш ништо. Овде Исус вика, сакаш да се спасиш, ќе се избориш за спасението. Зошто? Малку се тие што ќе поминат. Зошто? Како што тој човекот треба да копа, да крши карпа, да гради, така вика ти ќе го изградиш твоето спасение. Така ти ќе се поставиш на спасение. Ќе копаш, ќе бараш, ќе разбереш, кој речеш, сега сваќам во што се впуштам, тогаш вика врви низ вратата. Бидејќи бурата на крајот на краиштата е последниот суд што ќе дојде за сите нас. Тука. Има мнозина кои водат религиозен живот. Има мнозина кои викаат, ја имам Библија дома, имам 3 Библии. Еднаш, кога го спомнам Ангел Павлов, некој му кажал на една евангелизација, стално го спомнам, рекол, јас и Библија и Свето писмо сум читал, немој ти мене да ми кажуваш за Господ. Жена не разликува дека Библија и Свето писмо е една иста работа. Ама јас сум читала, нема врска. Дали видела воопшто Библија, тоа е веќе друга приказна. Правевме во твое име ова, направивме во твое име она.
Има еден интересен стих во Изреки 30:12, вика лошото чедо, лошото дете се смета за чисто, вика, а не е измиено од нечистотиите своји. И мнози на религиозни знаат да мислат дека се кој знае што, дека се кој знае колку чисти свети и ќе ни дадат и памет од згоре и сите ствари, а всушност реалноста е вика не се измиени од својата нечистотија. Прво во себе, во срцето не го смениле тоа што треба да се случи. И завршува вика во 28 стих и кога заврши со овие зборови, народот се чудеше на неговото учење. Овој збор чудеше, го барав да го видам, не викам дали се чудел ти не разбрале, не. Некој го преведува вика буквално се збркаа од овие зборови. Затоа што браќи и сестри ние викаме лесно е да поверуваш, само дојди кај Христос, кажи му ја ти верувам Господи, готово, поминуваш низ тесната врата, тргна по тесниот пат и замин. Христос вика не. Кажи му на тој дека треба да постави темел, да гради на тој темел и тогаш ќе се одржи до вечноста. Не е само кажав, не е само реков, не е само мислев, не е само знаев. Ако нема внатрешна промена, ништо не сме направили, нека Бог ни биде милостив да можеме стварно да знаеме каде сме. Во вистинските религиозни или во само оние номинални религиозни. И ако ова не го разбереме, многу ќе ни биде тешко да му кажеме на човекот надвор од црквата кој вика јас сум религиозен, дека нешто му фали. Тој ќе ти каже јас имам дури повеќе од тебе. Мојата религија од мене бара 24/7 да се чудам да пазам некој заповеди, а ти ми кажуваш мене дека сутрала ќе влезам кај Господа. Не е така. Да не го продадеме евангелието ефтино. Да не го направиме дека е невозможно, оти е невозможно без Христос, ами да не го направиме толку ефтино што ќе го гасат под носа.